Тетовецот Бобан Билбиловски беше дел од македонскиот национален готвачки тим кој од 14-тиот светски гастрономски фестивал во Турција се врати со 7 освоени награди. Во поединечна конкуренција освоени се 3 златни и 3 сребрени медали, а во екипно надпреварување за Гран при наградата македонскиот тим го освои сребрениот медал. За своите готвачки вештини Билбиловски освои златен медал во категоријата модерна кујна. За некој кој е влюбеник во гастрономијата, оваа награда е од големо значење. Ми беше голема чест за мене ова прв надпревар, кој што освоив злато во категоријата модерна кујна. Ми беше чест да бидам дел од тој надпревар, стварно имаше што да се види. За мене значи многу, како еден поттик да продолжам понатака. Не можам да ви го опишам чувството. Многу убаво чувство. Колку учесници учествуваа на овој надпревар од Македонија, колку мина бевте и кои се награди ги добивте? Вака, се на се 2000 готвачи од повеќе земји. Ние бевме 5 души, од кои што во Гран Прито се надпреваруваат само тројца, Марк, Никола и Зоран Андонов, кои што освоивме сребро во таа категорија. Јас се надпреварував во модерна кујна категорија, освоив злато, Марк исто злато во модерна кујна, Никола Мишковски сребро од риба и Зоран Андонов сребро исто од јагнешко, категорија јагнешко. Кои беа пропозициите, што требаше да се запази за да се постигне успех? Вака, значи имаш временски период од 30 минути кој што треба да сготвиш 2 јадења исто декорирани, исто сервирани. Порцијата треба да содржи јаглени хидрати, значи се што има во порцијата треба да се јаде, да биде врел тангирот. Тие се вакс правила кои што Светската организација на готвачи ги поставува тие правила. Можам да се пофалам дека и нашата организација Гастромак стана членка на Светската организација ВАКС. Македонскиот тим се надпреваруваше во конкуренција на готвачи и шефови на кујни од 23 земји, учеснички на годинешниот надпревар. Ова надпреварување беше прво за Сдруженијето на готвачи Гастромак, во кој членува и нашиот Бобан, а наредниот период ги очекуваат уште многу готвачки манифестации и надпревари. Морам да кажам дека главниот председател на Гастромак е Андрејан Алачки, заменик председател е господин Љупчо Гиевски од Александар Палас. Значи тоа е основата на Гастромак. Првите членки на Гастромак се Никола, Марк и јас, Зоран, Бобан од Скарабар исто и ресторанот Албис, не можам да го заборавам. Значи Албис е првиот ресторан кој што е влезен како членка во организацијата. Сега се уште не можам да ви објавам дали ќе примаме нови членови, дека се уште организацијата не е доволно склопена за да се примат нови членови. Колку сте задоволни од третманот на готвачите воопшто во Република Македонија? Македонија во глобала има добри готвачи, само што во нашата држава ете за жал ние готвачите се остануваме во кујна, така да не сме многу ценети. Подршка од сопствениците на рестораните имаме, но малку треба подршка од нашата држава. Го држат ли македонските готвачи трендот со ние во странство? Кога станува збор за готвење? Па затоа и се овие надпревари што ги организираме, значи малку да се дигне нивото на гастрономијата во Република Македонија. Се надевам дека идните генерации ќе пробуваат да направат нешто ново. Значи секако треба да се задржи традиционалната македонска храна, но да одиме малку и напред со гастрономијата. Дали во иднина ве очекуваат нови надпревари? Да, најблизок надпревар ни е во април во Хрватска, Бисер Мора се вика надпреварот. Мислам дека ќе одиме само тројца надпреварувачи. Сопругата на Билбиловски сака и добро готви, па готвењето дома најчесто е нејзина обврска. Значи дома највише подготвувам она што сакам да го пробам, но мојата домашната кујна останала на мојата сопруга. Тука значи не чепкам ништо. Добро готви мојата сопруга, така да за секој добар готвач има и добра сопруга што знае да готви. Не знам за другите домачинки, зборам конкретно за мојата. Сака да направи некоја екзибиција, пример еве сарма со печурки и не знам што. Вкусно е, зашто да не може да се направи некоја промена, не мора да остане она мелено месо и кукус. Значи најбитно нешто за еден готвач е да биде педантен, чисто да биде во секое време
Значи хигиената на прво место. Потоа редот нели во кујната, како секој намирник се знае на своје место да си стои, така да и во сон да ме стане некој да ме пикне во кујна да можам да му сготвам јадење. Златниот медал е првата награда која ја освои готвачот Бобан Билбиловски од Тетово. Се надеваме дека патот на гастрономските предизвици успешно ќе го изоди во годините што следат.